Основан на темелите на една голема трагедија, тоа е Скопскиот земјотрес, Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија изникна како символ на надеж, знаење и градење на нови темели за иднината. Токму така и цели 60 години Институтот создава општество отпорно на катастрофи, подготвено за предизвици и безбедност на секој град, дом и генерација, но останува и потврда за професионализам, за чии кадри се разбира, добиваме признание и надвор од границите на државата. За значењето на ИЗИС за државата, но и мисијата следните 60 години за почеток е тема на разговор со нашиот соговорник. Велиме добро утро за директорот на Институтот Игор Ѓорѓиев. Добре ни дојдовте и честит годишниот. Благодарам. Добро утро на вашите гледачи и голема благодарност до Утринска и до целата екипа на МТВ, која континуирано изминативе години па и децении не следи будно и информира соодветно за нашите достигнувања во областа за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија. Професоре, 60 години Институтот создава знаење, образува стручни кадри, придонесува кон изградба на општество отпорно на природни катастрофи. Каков беше патот? Тежок ли беше? Патот, морам да кажам, тежок, предизвикувачки, но тешкотијата, најголемата тежина беше на самиот почеток. Односно, еве да ги информираме сите граѓани во нашата држава, верувам дека поголем дел од нив и не знаат како ние сме формирани. Само 2 години после катастрофалниот Скопски земјотрес се увиде дека на ова општество му е потребна нова институција која ќе се занимава со науката за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија. Во тоа разурнато Скопје ние добивме мисија, односно конкретна цел како да делуваме на ова општество. Беше тоа да создадеме знаење помеѓу инженерите тогашни, и понатаму тоа знаење од генерација на генерација меѓу нив и низ образовниот систем да се пренесува и да дојдеме до денешната цел. Значи безбедно општество со соодветни прописи за сеизмичко проектирање и секако системи за справување со природни катастрофи. Секако патот е тежок, но ние не ја гледаме тежината, ние ја гледаме вредноста на тој пат, односно тој пат произлезе институција која што е посветена на науката, на образованието и секако на општеството. Далечната 1968 го инсталирате првиот компјутер за работа, тогаш добивате и прва поддршка и од државата, од домашните власти, од меѓународната заедница и од УНЕСКО во реализација на мисијата. Години подоцна, каква е поддршката во моментов и колку таа е важна во контекст на истражувачката и научна дејност? Поддршката, јас морам да кажам дека таа за цело време е многу клучен фактор во постоењето на една институција. Да не беше поддршката 1968 година, да не го добиевме ние првиот компјутер во тогашната држава Југославија. Значи тој беше инсталиран во ИЗИС, прв компјутер во тогашната. После тоа беа пренесени компјутери во Белград, Загреб, Љубљана, во поголемите центри. Тој период, експертите кои беа дојдени од Јапонија и од Америка, ги обучија нашите кадри. Беше направен првиот софтвер на Балканот кој беше применет за градежништво, за истражувачки цели, поготово од областа за земјотресно инженерство. И годините кои следеа после тоа, навистина без таа меѓународна поддршка, ние не би изникнале како што сме денеска во рамките и меѓународно препознаени низ светот. Се разбира, тука и државата, која што навистина треба да направи напор, да ги препознае успешните институции во оваа држава, а јас ве уверувам дека ИЗИС е една од поуспешните институции во државата и која што вреди државата да инвестира во иднина во нив за секако поголем развој. Ние тоа го знаеме, ајде да ги убедиме тие кои што треба со разговоров денеска. 65-та година Институтот ги воспостави првите постдипломски студии по земјотресно инженерство во Европа. 77 година почна реализацијата на првите докторски студии. Колку кадри произведе Институтов низ годините? За разлика од големината на наставниот кадар, можеме да кажеме дека сме сосема задоволни од едукативниот процес. Од самиот почеток, од самото основање, ние влеговме во образовниот процес, како што претходно напомнав, низ првите магистерски студии
по земјотресно инженерство во Европа. Морам да напомнам, во Европа беа првите организирани овде експерти од Америка и од Јапонија директно беа дојдени овде за обука на нашите кадри. Низ историјата имаме 200 магистерски студии и повеќе од 70 докторски дисертации. Но она што сакам да го напомнам во оваа прилика е дека ние сме посветени на реформи. И тоа значителни реформи. Денес можам со задоволство да кажам дека го завршуваме договорот со Универзитетот во Наполи. Тој е договор за двојна диплома. Тоа што значи дека веќе од септември очекуваме првите студенти кои ќе дојдат во институтот да се здобијат со две дипломи. Едната диплома од Универзитетот во Наполи, едната диплома од Универзитетот во УКИМ. Што тоа значи практично? Тоа значи дека една година студентите ќе бидат присутни во Македонија, втората година ќе бидат присутни во Италија. Но тоа не е све. Исто така имаме и нова иницијатива. Тоа е заедничка диплома со Универзитетот во Вараждин и во Белград. Веќе сме во иницијатива за креирање на нова студиска програма, која ќе студентите ќе имат можност да директно да учат од професори од Хрватска, од Белград и да се стекнат со заедничка диплома. Така да реформите кај нас продолжуваат, ние идеме напред и ги следиме најновите трендови во високото образование. И во контекст на квалитетните кадри, она што го знаеме дека низ години ви учествувате навистина во бројни меѓународни проекти и програми. И во 2016-та подпишавте договор за иницирање на постапка за категоризација како институт под категорија 2 под покровителство на УНЕСКО, со што практично се потврдува улогата на значењето и валоризацијата на ИЗИС како референтен центар за знаење. Што тоа кажува во контекст на квалитетот на кадрите низ годиниве? Па, историски, ние од самиот почеток сме поврзани со УНЕСКО, од самото наше формирање. Низ годините имаме различни соработки со УНЕСКО, низ проекти. Во почетокот беа многу поголеми, денеска се малце редуцирани, но секако тука ќе го напомнам последниот проект кој се заврши е Quick Save, кој што представува прекрасен проект. Ние од УНЕСКО сме препознаени како експерти и валоризирани во тој контекст. Иницијативата е започната, но за жал во меѓувреме ние домашната работа не си ја завршивме, така да тој процес не е финализиран до крај. Ние сега во следниот период очекуваме да го реализираме и да го донесеме до финализирање целокупниот процес. На вистина, имање на институција категорија 2 под УНЕСКО е на вистина престиж и државата на вистина треба да се гордее со ваквите достигнувања на нашите институции. Така. По повод 60 години изработивте монографија. Што содржи? Па, монографијата едноставно, можам да кажам, е срцето на оваа институција. Во нејзе се срочени историските факти, нашето растење, предизвиците кои што сме ги имале, достигнувањата и секако во нејзе е срочена и визијата и иднината на нашата институција. Јас топло препорачувам сите граѓани да земат, да ја поминат оваа монографија и навистина да се запознаат со какви институции оваа држава располага. Тука ќе нагласам дека таа веќе од следните денови ќе биде и на нашата веб страна присутна. Таа е изработена особено по повод за утрешната церемонија, односно свечена академија која што имаме во Филхармонија, во малата сала, во 19 часот. Тука ќе имаме свечена академија по повод 60 годишнината од постоењето на нашиот институт. Споменавме во најавата, целта на ИЗИС сите овие години беше да се гради и општество отпорно на катастрофи. За да се зголеми безбедноста, треба да се вклучени сите алки, од институции па се до граѓани. И сега на тема граѓани работите многу, особено во сегментот едукација и на најмладите. Па, секако, отпорноста на едно општество, особено кон земјотресите, таа не се гради само од армиран бетон и челик. Значи, за нејзе се потребни и дополнителни, јас би рекол, додатоци. Тука е знаењето, тука е свесноста, тука е отпорноста на самото општество. Ние го препознавме тоа веќе многу години наназад. Не тоа дека ние сме иновативни. Секако ние ги следиме светските трендови. За нас репери се Јапонија и Америка.
високо развиените земји, така да од нив пренесуваме искуства и тоа можем да кажеме ова е едно од подобрите искуства кои се пренесени на нашата територија, а тоа е кревањето на јавната свест, односно едукацијата. Научивме ли како, професор? Видете, возрастните потешко учат, но децата, можем да кажам, многу учат. И нашиот таргет е баш насочен кон децата, кон тие едукативни програми. Ние воведуваме инженерство во нив. Можем да кажам, низ проектите поминати се низ годиниве околу 6000 мали дечиња од предшколска возраст, основно и средно училиште. Поминавме повеќе од 50 училишта. И сме навистина задоволни од овој проект кој што дава навистина големи резултати, бидејќи после спроведените анкети на децата навистина ние можеме да кажеме дека го примијат целокупното знаење кое што ќе ги следи во целиот живот понатаму. Професоре, за крај зборувавме доста за успеси, па ајде следствено на тоа на тема континуитет, кои се плановите за годиниве пред нас? Па континуитетот кај нас е базиран во однос на трендовите, на научните достигнувања и на технологијата кои што ние пробуваме да ги следиме. Она кое што веќе се започнати некои процеси кај нас, тоа се реформи во образовниот систем, веќе воведуваме STEM образованието, иновативни методи, тука во самото образование ги воведуваме виртуелната реалност и навистина нови напредни технологии. Потоа насочени сме кон креирање, односно иновации на нови технологии за градење на сеизмички безбедни градби и секако соработка со општеството, тука се општините, тука се училиштата, тука е јавноста, визијата продолжува и ние секако се реформираме. Она што можем да напомнем дека одиме во мултидисциплинарност, ни требаат млади кадри, секако, и очекуваме поддршка од државата во однос на тој дел. Се надеваме ќе ја добијат и во годините кои што престоја, за да може да се реализира емисијата наредниве години. Благодарам за гостувањето. Се гледаме со сето ова што го споменавте кога ќе започне реализацијата, се надевам наскоро. Па, благодарам за поканата. Ние славиме утре 60 години изворедност. Таа изворедност продолжува и во иднината и отворени сме за промоција на сите наши следни достигнувања на македонската телевизија. Нека трае. Благодарам.